Многу убава тема во продолжение, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Имено фокусот ќе ни биде на клиниката за хематологија. Директорката, професор доктор Ирина Пановска-Ставридис е нашиот гостин денеска. Разговараме на тема услуги, кој што ги овозможува оваа клиника како регионален центар за лекување пред се диагноза, а потоа и лекување на најтешките форми на болести на крвта. Во продолжение со докторката повеќе на оваа тема. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за поканата и интересот за клиниката за хематологија. Би сакале малку повеќе фокус на она што го работите, реков прециза диагноза. Кои се тие услуги се надоградени кои што ги овозможува клиниката да веќе е прерасната во регионален центар на лекување на најтешките форми? Клиниката за хематологија е единствена здравствена институција во нашата држава која што нуди услуги од областа на хематологијата, првенствено на македонските осигуреници. Во изминатите 5 години, јас мислам дека навистина ќе се запамтат како еден период на преродба на клиниката за хематологија, кога клиниката воведе многу нови, не само диагностички, туку и терапеутски процедури, односно во 2018 година, за прв пат на нашата клиника беше воведена несродната трансплантација на матични хематопоетски клетки, која што представува најсложена процедура во современата медицина и всушност тоа е најсложена биолошка процедура кога без хируршки зафат се лекуваат најтешките малигни заболувања на крвта. Потоа, по воведувањето на оваа процедура ние воведовме и полуидентичната трансплантација, што е дополнителна услуга од спектарот на трансплантации, услуги за кои што предходно македонските осигуреници патуваа во странство и се одлеваше здравствениот денар. Од диагностички аспект, ние работиме диагностика на малигните хематолошки заболувања, особено со проточна цитометрија на малигните акутни леукеми, кои што представуваат најтешки малигни заболувања на крвта. И оваа диагностичка процедура не е достапна во регионот. И ние всушност обезбедуваме услуги не само за нашата клиника, не туку и за клиниката за детски болести од Македонија, исто така имаме се повеќе пациенти од суседно Косово кои што доаѓаат за диагностички процедури на нашата клиника. Меѓутоа, акцентот за регионален центар повеќе велиме дека од аспект на терапеутските процедури кои што ги нудиме, кои што се единствени, кои што се веќе препознаени и за кои што се повеќе имаме барање од пациенти од странство. Всушност, промената е практиката. Пред 5 години само нашите осигуреници се упатуваат за лекување во странство и Словенија најчесто. Да, Словенија најчесто. Па не, искрено процедурите во фондот и правилниците пациентите се упатуваат таму од центарот каде што фондот ќе добие најадекватна понуда, што представува и најевтина понуда. Па многу од нашите осигуреници заминуваа во Турција, заминуваа во Германија, во Словенија поретко заминуваа на трансплантација, меѓутоа од кога ги воведовме ние процедурите, ние станавме препознатливи на мапата на центрите кои што обезбедуваат третман на пациентите со најтешки малигни заболувања на крвта. И успехот, значи исходот од интервенциите е споредлив со исходот на интервенциите кои што се изведуваа во странство и се повеќе во изминатиот период имаме една нова практика. Наместо нашите пациенти да патуваат во странство, сега имаме пациенти кои што доаѓаат во странство и бараат услуга. Јас мислам дека со ова ќе можеме да допринесеме и од економскиот аспект за подобрување на буџетот на нашата држава. Пресметајте само годишно од 2 до 3 милиони евра се одлеваа во странство за лекување на овие пациенти. Оној момент кога ќе можеме да ги прифатиме пациентите од странство, ние ќе бидеме значаен економски фактор кој ќе допринесува во буџетот на нашата држава. Доктор, целиот ваш труд, вашата работа е признаен и вие всушност како клиника го добивате и најголемиот грант до сега. Се доградува веќе клиниката, се зголемуваат капацитетите, не само капацитетите, но што најважно ќе се зголеми и можноста за поголеми третмани, повеќе пациенти, веќе ќе се реши можеби оној долгогодишен проблем кој што постои дека секогаш се бара кривет повеќе на вашата клиника. Ќе ни кажете малку повеќе околу целата оваа процедура која што се очекува негде во јуни месец другата година да заврши?
Да, јас искрено се надевам дека динамичкиот плюс минус. Значи вака малку поопширно ќе ви одговорам. Менаџерскиот и експертскиот потенцијал на нашата клиника навистина беше препознаен и јас сум многу горда од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави. Всушност тоа е канцеларијата за одбрана на Европската команда на Американската војска, која што ни додели помош, грант во висина од $1 милион, со што ќе се прошират просторните капацитети на клиниката за хематологија. Како што вие напоменавте, во изминатите неколку години ние имавме над 100% искористеност на хоспиталниот дел на клиниката за хематологија. Што е причината за тоа? Клиниката е една од постарите клиники, градена во 60-тите години на минатиот век. Можете да пресметате колку е порасната инциденцата на малигните хематолошки заболувања во периодот. Новите достапни терапии, кои што сум јас исто така многу горда бидејќи се достапни нашата клиника, им овозможуваат на пациентите да се лекуваат, да бидат излекувани и да живеат долго. Сето тоа направи една ситуација кога ние имаме 110% искористеност на хоспиталниот капацитет, кога моравме дневната болница преку која што најголем број од пациентите со малигни хематолошки заболувања се лекуваат, да направиме да работи во 2 смени. Имено еве еден податок, ние годишно имаме 20.000 апликации на хемотерапија само преку дневна болница. Значи имаме огромен број на пациенти. И всушност се судривме со еден проблем со простор. Оттаму и објасниво зашто криват повеќе секогаш. Да, на клиниката не достигаше простор, имавме сериозен проблем со просторот. И тогаш, всушност, кога станав јас менаџер и кога почнав да ја водам клиниката, имав визија да направам една современа, екипирана, експертска клиника по европски стандарди и морам да кажам дека на некој начин е заокружување на целиот мој ангажман како менаџер. Да, и менаџер, препознавањето на потенцијалот не само менаџерски, туку и експертски на клиниката за хематологија не беше едноставно. 3 години траја преговорите. Навистина. Како успеавте, со оглед на тоа дека станува збор за еден од најголемите поддршки, може така финансиска поддршка која што клиника добила до сега? Еве јас јавно ќе кажам благодарност до граѓаните, научните обврзници на Соединетите Американски држави, кои што издвоија од нивните пари за да им помогнат на македонските осигуреници. Едноставно беше апликација, беше веројатно вашето CV, вашата работа позадината, нашите лични референци, добивме препораки од професори од Соединетите Американски држави со кои што се работуваме, всушност врз основа и на нашите референци и професорите од Соединетите Американски држави и од Европа, ние успеавме и да почнеме да ја работиме несродната трансплантација, бидејќи не е дека и порано не сме работеле трансплантации, другите услуги од спектарот на трансплантации. Меѓутоа мораше да се екипираме, мораше најпрво да се обнови клиниката, бидејќи клиниката во 2018 година не беше на ниво кое што овозможуваше да се спроведуваат несродните трансплантации. Тука еве јавно би изразила благодарност до нашите тивки партнери, општествено одговорните компании кои несебично ни помогнаа. Ние имавме една донаторска акција и собравме повеќе од 100.000 евра од спонзори со кои што комплетно ја реновиравме постоечкиот капацитет на клиниката за хематологија. Во целиот тој процес на борба, всушност нашиот потенцијал беше препознаен и ние добивме грант во висина од $1 милион, кој што ќе значи технички додадена вредност, нашата експертиза, услугите кои што ги нудиме, заедно со обновената клиника, даваат можност да прераснеме во регионален центар. Имено, ние во изминатиот период многу пациенти од соседните земји ги враќавме. Предност пред се имаат македонските осигуреници. Така, тоа малку да го објасниме, ти некако веднаш недоумица, веднаш некој страв кај пациентите, дека ете веднаш тие ќе бидат во некој втор план. Зошто така, не знам. До сега имавме 4 стерилни единици на клиниката, каде што се спроведува овие навистина комплицирани биолошки интервенции. Пациентите мора да се во апсолутно стерилни услови, каде што нема комуникација со надворешната средина, низ посебен систем доаѓа воздухот, тоа се вика чилери, ламина, флоу, значи тоа се стерилни единици. Сега новиот капацитет ќе има двојно повеќе кревети. До сега секогаш предност во јавното здравство во Македонија имаат македонските осигуреници. Ние сме прифаќале пациенти од надвор само доколку сме имале слободен кревет или не сме имале во план интервенција на наш осигуреник. Секогаш предност имаат нашите осигуреници. Со оглед на тоа дека клиниката станува веќе еден од најзначајните центри во регионот, ќе ве прашам што значи тоа за вашиот тим, со оглед на тоа дека имате и доста млади
студенти, надежни, како што велите, млади доктори, вие го предводите цел тој тим. Што ќе значи ова за нашето здравство? Значи, искрено, јас сум многу горда на експертскиот тим на клиника за хематологија и не само на експертскиот, и на техничкиот персонал. Огромна поддршка и организацијскиот директор кој што сега е максимално вклучен во процесот на градење на клиниката. Значи, за сите нас, значи, остварување на еден генерацијски сон. Бидејќи паралелно со надградувањето на просторните капацитети оди и до екипирањето и до едукацијата на младите доктори. Навистина имав несреќа во изминатиот период на нашата клиника беа вработени 4 првенци на генерација, кои што беа прогласени за најдобри студенти во нивната генерација. Нема ништо поубаво од тоа. Тие, јас за нив пред се. Се согласувам, гледајќи го нивниот ентузијазам, нивниот потенцијал, мотивацијата со која што доаѓаат на работа и задоволни се од работата и секогаш се спремни да помогнат да научат нешто ново, јас не се грижам за еднината на македонската хематологија. Верувам дека знаењето од што сум го добила од моите учители ќе остане пренесено во следните генерации кои што ќе го надоградат. Но уште подобро и да ставиме акцент на тоа дека ете вратете си вие како студент, не биле тогаш такви можности, да тогаш се грабало прилика да можеш да отидеш надвор, да се збогатиш со знаење, да грабаш нешто од надвор да можеш да го пренесеш тука. А сега можеш да го добиеш тоа на твој терен. Искрено, јас сум од тие генерации кои што се едуцирале надвор. И кои што тоа што го имале среќа. Да, сме имале среќа, сме добивале стипендии, јас сум имала стипендија од Американското здружение за хематологија, сум била на стручен престој во Америка, меѓутоа идејата било да научиме, да дојдеме и да поведеме во нашата земја. Ние нашето знаење им го пренесуваме на нашите колеги, меѓутоа истовремено и се трудиме да им обезбедиме можности да се доедуцираат во странство, бидејќи секогаш се чекор пред нас. Колку и да мислиме ние дека сме во чекор со нив, тие секогаш ќе бидат еден чекор пред нас од аспект на молекуларна диагностика, од аспект на нови таргетирани терапии и ние максимално е ставен акцент на едукација на младите лекари, не само кај нас, туку и во странство. Да, но оно што е најважно е дека ќе имаат можност на домашен терен да го искусат тоа и мислам дека тоа е една многу голема привилегија за новите генерации. Искрено, јас се надевам дека ќе имаат доволно мотивација да останат, да искусат, да работат и да пружаат услуги, како што јас велам, утре кога ќе бидеме стари, ќе има и нас кој да не лекува, пошто со староста доаѓаат болести и на сите нас ќе ни требаат добри лекари и на вистина силно јавно здравство значи силна држава. И јас мислам дека нашата клиника е еден од светлите примери во македонското здравство, која што покажа дека со труд, со посветеност, со фокусирана работа можеме на македонските осигуреници да им пружиме услуга еднакво квалитетна како во европските центри и при тоа да имаме и чувство за нивното достоинство, за нивното време, условите кои што се создадени на клиниката за хематологија се и за пациентите и за вработените. Многу е убаво кога доаѓаш на работа и работиш во убава атмосфера. Нема ништо поубаво од тоа. Апсолутно во било која професија да сте нема поубаво од тоа. Тоа дава некој ветер во грб, а претпоставам дека и за вас и вашиот тим целиот овој период ќе претпоставува ветер во грб, за да може да продолжите и понатаму. Со оглед на тоа дека кажавте колку многу исполнува дневната болница, работи во 2 смени кај вас, значи буквално турбо се работи. Се искористуваат, претпоставам до максимум, оние кои што се мој термин покриени, кои што се покриени од фондот. Настанува ли проблем во делот дека секогаш ќе недостасува малку повеќе да се прошири за пациентите кои што ги имаат овие проблеми како малигни заболувања, најтешките форми на заболување. И сега кога станува збор за најтешките форми на заболувања, на назад години ако се вратиме, ве слушнав и во одговорот дека некако се зголемува бројот на пациенти кои што го имаат тој проблем. Неколку прашања се ова да ви ги одговорам. Најпрво со новиот капацитет со надградбата на спратот ќе добиеме 800 метри квадратни дополнителни. Со кои што верувам дека многу ќе се растерети работењето и на дневната болница и ќе имаме повеќе простор. Доколку не ни е доволен тој простор, секогаш ќе се бориме за простор плюс. Тоа е за просторот, но за покриеноста од фондот? Значи, клиниката за хематологија има добра соработка со фондот и на вистина најдени се механизми со кои што се надополнуваат некои од
од недостатоците кои што ги влечеме во изминатите 10 години, таа необновена позитивна листа на лекови, па така секогаш фондот, доколку види дека постои визија од страна на менаџерските тимови на клиниката, стои на располагање за соработки. На вистина, сите овие интервенции од областа на трансплантацијата не беа да бидат возможни, доколку ја немавме апсолутната поддршка од Фондот за здравство, кој што преку посебни условни буџети не ни овозможи да ги набавиме сите лекови кои што се неопходни интервенцијата да се спроведе сигурно и еднакво квалитетно како во било кој светски центар. Према тоа, фондот секогаш стои на располагање. Здравствениот денар е оскуден, меѓутоа мора да се планира. За жал, нашата земја не е од оние богати земји. Меѓутоа, во рамките на здравствениот денар со кој што располагаме, ние им обезбедуваме максимално квалитетна услуга на нашите здравствени осигуреници. Добро, тоа е убаво да се слушне. И уште за инциденцата сакам и мислам дека тука еве вака ќе апелирам. Инциденцата на малигни хематолошки болести глобално во светот расте. Така, например, инциденцата на малигните лимфоми од 80-тите години на минатиот век годишно расте 3 до 4%. Зошто? Живее народот подолго. Има повеќе имуносупресивна терапија. Има многу пациенти кои што се болни со ХИВ. И ние секоја година добиваме нови пациенти со малигни лимфопролиферативни заболувања. Се зголемува и кај нас. И кај нас. Меѓутоа, што е добро? Се лекуваат тие болести. Особено се лекуваат доколку е рана диагностика, на време се постави диагнозата. Да. За жал, периодот на корона е период заврши. Значи, акутната фаза на пандемијата заврши. Сега велиме дека сме во една хронична фаза на пандемијата. Меѓутоа, последиците од пандемијата на новодиагностицираните бројки на пациенти на клиниката за хематологија се уште се акутни. На нас ни недостигаат во последните неколку години пациенти со лимфоми. Спротивно на светскиот тренд, на зголемување на бројот на пациенти со лимфом, во Македонија последните 3 години имаме околу 10% помалку пациенти. Оние кои што немаат високо малигни лимфоми седат дома. Се уште не доаѓаат на лекар. Јас би апелирала јавно пациентите да дојдат на матичен и да дојдат на клиниката за хематологија, бидејќи раната диагностика представува можност за комплетно излекување и продолжување со нормалниот живот. Многу убаво го заокруживме разговорот. Ви благодарам, докторке. Посакувам комплетно да се заврши вашата визија со слика убаво, како што треба да ги отворите портите и на новиот спрат и да функционира онака како што сте замислиле, а виднаш потоа ќе разговараме, се разбира, живи и здрави и за она што ќе овозможи во поглед на диагностика, на третман, се што зборувавме до сега. Благодарам многу за поканата, бидејќи на вистина вие сте можност да им пренесеме на македонските осигуреници дека здравствените услуги кои што ги поружаме се пред се за нив, дека секогаш им стоиме на располагање и дека и понатаму упорно и посветено ќе работиме да добијат подобра здравствена услуга. Да ви кажам